Елизабета Спасеновска-Дамјановска во рубриката Скопски агол ќе разговара за ќе разговара со познатиот хуманитарец Али Февзи. Добро утро, Елизабета, дали се слушаме? Добро утро. Токму така како што кажа, денеска разговараме со Али Февзи, меѓутоа и со неговата соработничка Розита Георгиевска. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, добро дојдовте. Се враќаме повторно на местото на кое што бевме пред неколку месеци на локацијата на берберскиот салон на Али, од каде што тргнува хуманоста. Еве јас така би кажала. Веќе нема кој не ве препознава, сите знаат за вашата хуманост. Сега е најново тоа што вие добивте и награда за маж на годината. Избран сте од социјалните медиуми, тоа на некој начин е и потврда за вашата досегашна работа. Најнапред честитки за наградата и се чувствувате ли дека на овој начин ве поддржуваат граѓаните? Бога ми благодарам на сите што гласаа за мене и тие што не гласаа за мене, дека се живи и здрави. Со ова што им потикнав за овие 8-9 месеци што направив за социјални, за луѓе, за загрозени луѓе, се покажа дека вреди да се помогне на луѓето, затоа што луѓе има се повеќе, има сиромашни, се повеќе има гладни, се повеќе има немоќни што немаат услови за живот. Тоа јас сакав, без обзир на вера, нација, сакав да ги спојам и тоа успеав. Тешко ли беше ли? Од почеток многу тешко, секогаш дојдовме, сега не дека да се фалам, не сум на врв, така доаѓа само што дека сум прв во победата. Мислам дека најтешко ми е сега овој момент, затоа што или сакам да продолжам или сакам да прекинам, тоа ми е малку на двомисла. Зошто? Што се случува? Што ве тера да размислувате да се откажете од помагање? Па, ти кажам, јас целта ми беше да им помагам на луѓето, да помагам на сиромашни, да отворам тоа социјална кујна, да побарам од институциите, да побарам од државата, да помогнат, затоа што ја како бербер не може тоа да го направам и немам сила. Ама ако ми помогне некој бизнисмен, некој што се помогне од мене, мислам дека ќе успеам тоа и тие самохранливи мајки, самохранливи татковци ќе ги вработев и во таа кујна ќе заработуваам, ќе ги нахранија своите деца. Но со таа клевети, со тоа навреди што имаат према мене, со тоа моето минато, секој има добро и лошо минато во животот. Ја имав еден лош живот со пожарот, но имаат и некои работи за мене што зборуваат вака така, затоа јас од толку што сум правил добро со еден постот некој ќе ми се покаже, такви ми огорчува животот и ми огорчува и срцето, затоа и сакам и да се повлечам, ама се уште имам луѓе што ми се јавуваат, што ме молат да продолжам до 25 на тој ден кога ќе добијам наградата, до тој ден ќе размислам дали ќе продолжам или да ќе прекинам. Би било штета да прекинете со вашата хуманитарна дејност. Вие не сте сами, ве со нас е тука и Розита, која што од неудамна ви се приклучи, ви помага и логистички, ви помага и друг начин. Розит, како дојде со работата со Али? Јас пред 4 месеци случајно го запознав Али, бидејќи постојано донирам и веќе не знаев каде да однесам работи. Верувајте, многу хуманисти само храна и памперси прифаќаат, облака и други работи, значи не. Така да го видов случајно на Facebook, дојдов тука, се запознавме, кога видов он како шише и своите последни пари, значи купува храна на еден куп мајке, ве сега ќе дојдат ако почекате да видите. Доаѓаат тука да барат храна, облека и ние им купуваме, им даваме. Така да од тогаш зветив дека ќе му помагам седор можам, бидејќи тоа не прави нас луѓе. Ако не си помагаме едни со други, зошто живееме тогаш? Како му помагате, на кој начин? Значи прва јас си отворив страната Биде Али на Facebook и за 2 месеци имаме над 6000, значи следбеници, што е супер. Имам многу круг, значи од странство, запознав многу луѓе од Германија, македонци, значи од Германија, од Швајцарија, што ни помагат и ни носат пакети, значи секој месец. Така да сега очекувам 10 пакети донација. Значи му помагам на секаков начин, финансиски кога можам, значи со сопствена кола, значи одиме кај фамилии, носиме, значи јас онлайн работам моментално, професорка сум и до 4-5 часа, значи сум слободна. Така да максимум го давам времето, каде може да помогнеме. Така, Али се зборуваше и низ медиумите во јавноста дека ти си продал и автомобил за да можеш да им помагаш на луѓето, што е навистина не секојдневен чин, ретко кој тоа би го направил, дури најде и на неверување кај е поголем дел од јавноста. Да, тоа е точно. Има 2 джипа X5 BMW, едниот го продадов за време на кризата и може луѓето мислат дека лажам, дека се рекламирам. Имам купо-продажен договор, можам во кое време тој што сака да ме клевете, што да ме навреди, може да ме покажам и јавно дека сум го продал. Дел од средствата од оваа кола сепак ги дониравте и ги наменивте за луѓето во ризик. Да,
Да, во тоа време така се случи, има па една страна и кога видов дека не може, не се собира само со работата, со трудот, со бербелугот од 3 фамилии на 30 па да дојдеш до 300 фамилии на ден по 200 евра да давам јас на луѓе за храна да им купам, нормално ќе треба мора да отворам чекмеџето што викаат од таа пара што го продав колата и да им донирам храна на луѓето. Така. Кратко ни е времето за разговор, меѓутоа јас не би сакала да не ве прашам. Најавивте дека ќе се сретнете и со највисокиот државен врв, со премиерот, со председателот. Успеавте ли да дојдете до нив? Благодарение на господинот председател наш што е на државата, не прими со почести. Имавме добар договор со него, добар разговор имавме и сега се уште чекаме поддршка од него. Он ми вети дека ќе ме помогне. Сега чекаме. Дај Боже да се оствари не заради мене, заради луѓето да се помогне со било каков помош од еден председател наш што е да им помогне на сиромашните луѓе што чекаат од него. Ја му тропна вратата и се ако ме помогне, ако ме поддржи, мислам дека нема да изгуби ваков еден честен човек во Македонија што е. На колку луѓе до сега си им помогнал? Имаш ли бројка, водиш статистика? На список мисле повеќе од 500 фамилии, што се само во Македонија. А во Скопје има околу 300 фамилии што скоро секој ден по 10 пакети им носев по дома. Така, значи ова не е еднократна помош, туку тоа е твој список на кој што редовно им помагаш. Ти кажам со храна, еве сега последно време имав и со онлайн, за лаптопи, таблети им помагав, на некој па и сметки на струја, еве сега последно време имав еден случај со едно бебе, со една мајка, што е во болница, очекуваме денеска да замина за Истанбул на операција и на нив им обезбедив и пасош, она беше во болница, не можеше да излезе заради епидемијава што е. Јас со госпоѓата Роза помогнавме, одовме, трчавме по институциите да му изведеме пасош, партиципација и плативме, за пати дадовме можности, сега и храна му дадовме, алишта, нормално мора да има алишта и за неја и за бебето, сите работи сум ги обезбедил. Што е тоа што најмногу им е потребно? Еве Розита спомена пилени и храна, меѓутоа се случува ли да побараат и пари? Нормално, и бари побараат, имаше еден случај, ми бараше пари само да ги залепи забите. Ја викам не можам да дадам, викам пари за заби или за нешто. Пари не давам, викам не можам. Молим те, викам немам услови, викам за ништо. Некој пак ќе ми побара пари за храна да купи. Викам ја ќе ти купам храна. Вика мене ми треба, вика 300 денара, 500 денара ми треба, вика немам, вика. Имав еден случај, немаше пари да се врати од друг град беше дојден, немаше пари да се врати. И јас му обезбедив и автобуска карта за да се врати во другиот град, да не спомнам кој град. Постои ли ризик дека можно е да ви манипулираат, да ви побараат пари, а да им требаат за нешто друго? Ја да ти кажам, кога ќе го гледам во очи, да ми замолува да бара нешто и го спомнува Господ, дали ме лаже, дали сака да ме изненади, дали сака да ме искористи, тоа е негова работа. Никој не може да го провери дали е чисто или не е чисто. Јас први кога ќе спомне Господ, ја тоа тука ми ги крати нозете и на тоа верувам. Дали ќе ме излаже, негова право е тоа. Сите ќе умреме еден ден, сите ќе се кажеме тоа што сме го правиле. Така. Јас ви благодарам за вклучувањето во утрински брифинг, меѓутоа исто така ви благодарам и што сте толку хумани и продолжете со оваа хуманитарна дејност, бидејќи многу мајки пред се самохрани мајки чекаат на вашата помош, на помошта на Али. Ви благодарам што дојдовте и да ти кажам, се повеќе самохранливи мајки ме поддржаваат, се повеќе самохранливи татковци ме поддржаваат, тоа што им обезбедив, мислам дека еден пат до луѓето што се помогне од мене да ова со ова титулата да се освестат дека не е битно дали си битен, дека си вреден, дали си богат, дали си некој институција, дали си некој голем човек, да не спомнам за некои луѓе. Треба да ти бидеш во срце добар, да можеш да помогнеш. Може да немаш многу пари, ама ако направиш некој со еден мал прст да помогнеш на некого, тоа се гледаш дека и мецена. Пред толку луѓе да меценат мене да бидам како обичен бербер, да победам што ми беа сите околу мене интелектуалци. Така, тоа е точно, навистина конкуренцијата беше силна во обид да се усвои наградата за маж на годината и тоа можеме ние да потврдиме, меѓутоа граѓаните уште еднаш ќе кажам, навистина го почувствува и го видоа во вас тоа позитивното, тоа што е потребно да се шири и понатаму и кај останатите. Се надевам дека во Македонија, како што гледа сега со ситуацијата со Бугарија се случи, дека не продолжава, дека братство единство мора да има во Македонија, без обзир дали албанец, турчин, македонец, ром, србин, да се поддржаваме, да помогнеме пред се да го победиме сиромаштијата. Сиромаштијата кога ќе го победиме, тога сите ќе не сакаат да влеземе и во Европска унија и како други држави. Али навистина ти благодарам, Розита, ви благодарам и вам. Ние се одјавуваме од тука од насилбата аеродромот пред Берберскиот дуќан на хуманитарецот Али Февзи.